Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добре дојавте во Фрилансерска дружба. Подкаст во кој го откриваме животот на модерните професионалци без канцеларија. Генерален спонзор на овој подкаст е Прокреј банка, банка која го разбира фриленс животот. Ти имаат посебен фриленс пакет за да ги решат сите ваши банкарски потреби. Сега уживајте и гледајте епизодата. Здраво на сите и добре дојавте во новата епизода од Фриленсерска дружба. Јас сум Бисера и денеска со нас има многу интересна гостинка, со интересна платформа што дефинитивно на многу од вас ќе ви помогне за наоѓање на точниот клиент. Да не се мачите веќе со веќе постоечки платформи или па на своја рака сами да наоѓате. Тука денеска со нас е Билјана, фаундер на Skillspotter. Здраво, Билјана, како си? Здраво, Бисера, ти благодарам за убавата најава. Баш сум добро, баш се чувствувам интересно тука со овие шарени бои. Фала премногу денеска што дојде до Скопје и што ми гостува женска на подкастов. Многу ми е драго. Исто и мене, ти благодарам. Обично кога што почуваме на сите подкасти, мислам веќе се повторувам до сега со истото. Ме интересира како беа твоите факултетски денови, каде започна, дали си во истата насока или нешто ново денеска скоро сработиш? Супер прашање. Секогаш е убаво да се навраќаме на тие некои факултетски денови. Јас се запишав на факултетот во Битола, техничкиот факултет сообраќајно инженерство и меѓутоа се запишав таму со голем ентузијазам, но не ми беше при срце. Се запишав таму од одредени причини, мислев дека ќе успеам таму, ми беше интересно првично, но потоа се премислив. Но за многу кратко време се премислив, така да студирав само 2 години таму и откако имав прекрасни денови, еве ги поздравувам и моите колеги, се уште се дружиме, се уште се познаваме, но за кратко, мои 2 години таму, се преселив во Америка. Така да тие се моите факултетски денови. Како стигна да се преселиш во Америка? Кои беа твоите чекори? Да, па баш и тоа е поврзано со факултетот. Сакав повеќе да истражувам, повеќе бев како некој free spirit, бев креативна, сакав да работам повеќе во човекови ресурси, меѓутоа јас тогаш не ми беше јасно дали тоа се човекови ресурси или е нешто друго. Во Македонија немаше баш простор за да правиш експлоринг, за да си го откриваш талентот, така да од мојата генерација баш многу добри пријатели и другари беа веќе заминати во Америка и ми ја представија Америка како земја на успеси. Така да тоа беше мојот првичната иницијатива да одлучам да заминам во Америка, да ги видам меѓународните култури, да запознам нови работни можности и се одлучив да заминам. Што работеше кога стигна таму и каде беше точно? Кој град? Да, јас прво заминав во Висконсин, тоа е близу Чикаго. Таму летна сезона беше, работевме таму, беше баш интересно, но јас се одлучив да барам нешто многу повеќе по струка, нешто близу на човекови ресурси и заминав за Нью Џерси, каде што таму по игра на случајности се запознав со таа професија во човекови ресурси и ми беше понудена некој вид на работа. Ептен многу случајно, можеби малце ќе одолжам сега со одговорот, но аплицирав за сосема друга позиција да ме вработат, бидејќи мислев дека Америка е преголема земја и дека нема да ми понуди на некој што нема искуство, нема да му понуди таква можност, но ми понудија работа во човекови ресурси, бев неколку дена на тренинг, така да мојата првото работно искуство беше во човекови ресурси. И како од твојата прва работно искуство со човекови ресурси точно таму во Америка стигаме до денеска оствари со платформата Skillspotter што имаш, што ќе преминеме детално да навлеземе во неја, како може да им помогне на сите фриленсери. Како се спојуваат едното со другото? Од каде прво ти дојде идејата за платформата, додека го работеше се тоа?
Да, човекови ресурси е многу голема индустрија. Јас кога се вработив, си ги открив моите баш точни вештини на таа работа. Бев првично работена бидејќи доаѓам од различна култура и можам да проценам други култури и можам да им нудам повеќе достижни вработувања, повеќе retention во фирмата. Така да таму ги дознав моите квалитети за вработување, за skill-based hiring, за behavioral skills interviews. Таму научив се што можеше да постои за вработување, exit interviews, се што можеше да постои поврзано со вработување. И тогаш од една работа на друга, се поврзано со човекови ресурси, дојдов во фирма каде што фирмата имаше потреба да прима луѓе од различни сфери, од различни култури и првото мое запознавање со нешто најблизу до сега што го работам со Skillspotters беше со тоа што најдов тројца многу добри вработени од Азија, од Филипините. Ам, тие тројца вработени работеа како фриленсери, но работеа од дома. Значи си беа based Ремоут. во Филипините. Да. Нивните најдобри skills беа први јазик како англиски, беа многу точни на време, беа многу комуникативни, знаеа многу сфери во многу индустрии, имаа многу искуство и тогаш јас дојдов до таа идеја дека без разлика каде и да си, каде и да ти е живеалиштето, бидејќи најчесто ние се раѓаме и не го бираме нашето живеалиште, можеме да работиме за било кого и за било каде. И тогаш се роди таа идеја да се основа нешто што би им помогнало на сите луѓе во сите земји да не мора да се иселуваат како што некој, како јас или некој друг, морал да се iseli или посакал да се iseli. Да. Да се направи некоја и барем првично почна како идеја да им помагаме на луѓето да се вработуваат. Вработивме од Азија, вработивме од Македонија, вработивме од други земји и ремоут работата стана некако многу популарна. Тука само ќе се навратам дека тоа уште не беше почнат Skillspotters, тоа беше само идеја. Јас работев за друга фирма и таму примавме такви видови на работници. Ова кој период се случуваше? Дека обично, еве, почуваме да си го рачунаме како пред корона, после корона. Кој период уствари ти беше во Америка? Да, јас во Америка сум уште од 2016, а пред да се случи короната, почнавме ние да вработуваме луѓе во таа фирма, што се од други држави. И во време на короната настапивме со едно fully remote, имавме канцеларии во таа фирма, канцелариите беа празни, и сето тоа почна со ремоут светот. Као што си дигна подем и фриленсерството и многу повеќе луѓе се навикнаа од дома да работат тој период, верувам, као што го спомнати исто така и во фирмата, каде што си работела и што се случува понатака кај тебе? Да, тоа беше многу тежок период. Јас си доаѓав во Македонија и покрај тоа што беше пандемија, јас успеав да си дојдам во Македонија. Ам, и обично седев по 3 месеци во Македонија за да си ги видам своите и работев исто така од дома. Фирмите се затвара, лош период, немаше пари, немаше работа. Првиот таргет на напуштања беа на, да речеме, на некои што чинат многу во фирмата. Значи, ако се платите тогаш биле големи, веќе фирмата не може да ги издржи. Се вратив јас во Америка после тој мој некој одмор и работа од дома и баш 2-3 дена по моето враќање се случија големите layoffs и јас бев една на списокот за напуштање од работа. И покрај тоа што работев во човекови ресурси, но игра на случајности, животот ме научи да не очекувам ништо од никого и дека секогаш мора да имаш план Б и некои други skills за да продолжиш така понатаму. Па, затоа сите викаат во секој лошо има секогаш по нешто добро и во оваа лоша ситуација кај тебе доброто излегло што
као што знам и као што зборевме пред тоа, ова те мотивирало ти за да ја креираш самата платформа SkillSpotters и да излезе нешто предобро и преиновативно, посебно за кај нас од Македонија. Затоа мислам дека време е да преминеме кон главното и да представиме самата платформа SkillSpotters што ти си ја креирала цела сама. Ако може да ни објасниш што е платформата, што нуди, каде може да се најде. Да, SkillSpotters баш беше креирана од инат и макротрпна работа, за да им помогнам на сите што се најдоа во таа ситуација, layoffs, напуштања, селење од Македонија или селење од било каде. SkillSpotters е платформа за фриленсери, ремонт работници и виртуелни асистенти worldwide од секоја држава да можат да најдат работа преку работни постови кои што се објавувани од Америка, Англија и од Канада. Исто така ова платформа база на оваа платформа има доста рекрутери што работат и што персонално те поврзуваат со работа. Значи мини платформа која работи на светско ниво, може секаде да се поврзат со неа и секој тип на работници, full time, part time контракт и project based. Ова е преинтересно. Посебно за новите фриленсери што само што започнуваат. Почнуваме од Македонија па широм светот. Кажи ми како изгледаат тие први денови додека ја креираше платформата? Да, тоа беа доста тешки денови, бидејќи имаше многу сфери во кои јас не бев запознаена. Јас не доаѓам од IT искуство, од софтверско инженерство, така да морав да наоѓам луѓе што ќе ми помагаат околу тоа. Идејата беше едно, но да се исполни сето тоа беше друго. Но сепак тие денови беа многу исполнети со работа, со многу труд и ми беше јасно дека еден ден оваа платформа ќе помага на многу луѓе, бидејќи платформата е сосема бесплатна, таа е изградена за луѓе да наоѓаат работа. Од другата страна, клиентите се тие што ќе го подмерат тој трошок за да може успешно да работи платформата. Фриленсерите, сета моја идеја беше да се помогне на ремоут работниците да дојдат до нешто бесплатно и да не е толку oversaturated, да не е толку преполно со други фриленсери, со конкуренција што не е толку компатибилна. Можеме да претпоставиме дека има премногу платформи, ова уште е една платформа, но ова е уште една платформа која што уствари се грижи за вработените да бидат компатибилни со тоа. Ако вие сте некој што работи SEO, вие мора да бидете само SEO, се конектирате директно со компанијата и компанијата директно може да ве контактира вас на социјални медии, на профили и сето тоа е бесплатно, без потреба да платите пакети или без потреба да користите наша трансакциона сметка или платформа за да платите за нашите услуги. Ова е мислам дека тоа што многу фриленсери чекаат да го слушнат. Дека имаат платформа каде што они бесплатно може да се пријават и да си ги најдат тие клиенти што дефинитивно, као што кажа, денеска пазарот е преполн. Сите и на страна можеби работат фриленс покрај their full-time job или па си го гледат ова како целосна кариера, има премногу. Преполн е пазарот, како што се каже. Али кажи ми повеќе околу за клиентите. Кои се тие пакети или како они се пријавуваат, дека кажа дека они уствари се тие што го подмируваат цело ова и они се тие што плаќаат? Да, клиентите се од Англија, од Америка, САД или од Канада и тие веќе се запознаени со овој вид на работа. Ние таргетираме само компании што некогаш претходно имале вработено ваков ремоут работник или фриленсер, бидејќи ја знаат целата структура. Клиентите си купуваат со свој пакет, дали сакаат да вработуваат месечно или на годишно ниво, и тие може да ја видат целата наша датабаза. Влегуваат во датабазата и си бараат буквално од секоја сфера работник и може да им ги видат директните профили, како што споменав претходно. Овие компании и клиенти се од различни индустрии,
дали од економија, дали од IT, дали од real estate, од сите можни индустрии каде што може да се работи ремоут директно. Јас сум превозбудена денеска за сите овие можности што можеме да ги дадеме, посебно ти со платформава за сите што ја гледаат епизодава. Кажи ми колку луѓе стојат позади платформата, како се изградила се ова? Да, најправо стоја многу мал број луѓе и се уште се многу мал број луѓе, бидејќи не сакаме да прерастеме пребрзо да полниме датабази со луѓе што не ги доволно познаваме, со луѓе што не им ги имаме истражено профилите. Ние преферираме секој рекрутер што ќе го вработиме да си ги истражува профилите, да бара компатибилност и повеќе да е персонализирано. Така да прво бев само јас и неколку фриленсери што ќе работеа некој пат, саат до 2. Сега многу повеќе ми помагаат, ги имам вклучено и домашните да ми помагаат, така да секој со својата струка. Имам уште тројца вработени, тие работат одреден дел на платформата, има уште неколку рекрутери кои што се занимаваат со профилите и се надеваме дека ќе пораснеме во иднина, но стабилно растење. Како што споменав, не користиме ние AI, не користиме автоматизација, целта е само од одредени региони на Азија, Европа и Јужна Америка да ги привлечеме најдобрите фриленсери, најдобрите ремоут работници, а на сите тие што сакаат и што се почетници во ремоут светот, да изградиме некоја друга можност, опција за едукација, каде што тие би биле и станале подобри во фриленсерството и би изградиле добар профил. Така да за сега сме многу малку, но се надеваме да порастеме во иднина. Како го менаџираш се ова? Дека еве си кажа дека не користите AI, дека вие ги прегледувате сите апликации на фриленсери и вие ствари ги поврзувате, ако разбрав точно, фриленсерите со клиентите. Како изгледа цел тој процес, како го менаџираш и своето време и се ова? Да. Тоа е тешко прашање. Менеџирањето време е најчест проблем на сите нас. Дали сме фриленсери или работиме друга некоја работа, тешко е да се менеџира со времето, но мора да се ставиш сам на предизвик и да знаеш што е приоритет. Така да го менеџирам своето време со тоа што гледам повеќе да се фокусираме на работниците отколку на клиентите, бидејќи за да се успее да се спојат двете страни, мора да има многу подобри работници, па тогаш да дојдат клиентите. Така да работа 16 часовно работно време за мене е денско. Работам во две зони, и америчка зона и македонска, така да јас не сум најдобриот соговорник за менаџирање на време, но дефинитивно пробувам да се исто така унапредам во тоа. Каде се е достапна платформата? Дека еве спомна работиш во америчко и во македонско време. Каде се може да најдат платформата, од каде се фриленсери и клиенти може да се приклучат на самата платформа? Да, бидејќи денеска се е онлайн, се е достапно, платформата е меѓународна и може да се најде било каде. Само со еден клик skillspotters.com и може да се отвори секаде. Ние преферираме работници, ремоут работници што се од Европа, Азија и од Јужна Америка, но сепак сите имаат можност да ја најдат оваа платформа. Англискиот јазик е универзален, така да оваа платформа е на англиски јазик и не би успеала доколку некој не го разбира англискиот јазик. Нормално. Се трудиме да бидеме што поедноставно достапни и по некомплицирани, да нема толку steps за да се приклучиш на платформата. Се надеваме тоа така и ќе остане, се додека нема некои ups and downs, но е меѓународна, достапна за сите и за секого. За сите вие што гледате, линк до самата платформа SkillsPotters може да најдете доле во дескрипцијата, дефинитивно ќе ја ставиме. Кажи ни повеќе за како функционира тоа разгледување на портфолио на некој фриленсер и процесот за наоѓање клиент за него. Да, значи премногу е лесно еден клиент да дојде до вашето портфолио, бидејќи најдобрите портфолија се
вообичаено ставени најотозгора, на најгорниот search. Сите фриленсери што се добри и ние во меѓувреме се трудиме и да правиме и skill assessment на самите ремоут работници и фриленсери, така да секој што ќе земе одреден skill assessment што се наоѓа на самата веб страна, ќе добие како значка star и ќе биде фечурирано нивното портфолио на на првиот search. Премногу е достапно за добрите фриленсери. Тие градат профил само со неколку клика, ги поврзуваат своите страници, дали е Facebook, Instagram или професионално е портфолио, дури може да закачите и некој портфолио од некој друг, дали Upwork или нешто друго, каде што се вашите проекти, таму може да се ги ставите линковите во портфолиото, да си напишете шорт дескрипција или бајо, да ги пичирате самите клиенти за од прва рака да дознаат кои проекти ги работите, зошто, какво искуство имате и самите клиенти кога ќе го дојдат до вашиот профил, можат директно да се поврзат со нив. Нема потреба, може и на самата платформа да комуницираат клиентите и фриленсерите, да се допишуваат, но исто така се врши комуницирање и надвор, така да не сме ние некој middleman и не земаме некој профит од самата конверзација, не ги условуваме фриленсерите да морат тука да останат, туку ова е уствари некоја нивно собствено мини портфолио за да си го промовираат нивното друго портфолио. Да. Колку еве вака брзо обично може некој фриленсер да си најде клиент? Се зависи од искуството. Клиентите се таму, џоб постовите се веќе постирани, исто така и нашите рекрутери поврзуваат, ги поврзуваат и може да се случи да ви некој рекрутер од платформата да ви пише: "Ви најдовме веќе работа, дали сакате да работите за клиент?" Ако сакате да работите за клиент во одредена индустрија, сакаме да имаме интервју со вас, така да ние ги правиме тие први интервјуа, ако сакаме да ве вработиме, поврземе со некој клиент. И се зависи од искуството. Ако го имате вашето полно портфолио, ако ги имате вашите проекти поврзано, многу побрзо ќе дојдете до работа, бидејќи самиот клиент може да ве оцени отприлика во 3 секунди. Исто така и Да. секој рекрутер. Доволни му се 6 секунди за да види дали имаш одреден проект, дали го интересираш, дали не. Така да ако можеш да се продадеш добро со едно портфолио, со еден бајо, тоа е сега тренди. Тоа е многу интересно што кажа, еве посебно моментот што сите фриленсери бараат начини како да си го оптимизираат својот профил и своето портфолио. Мислам дека многу убаво им го опиша тој момент за како не се представат самите на самата платформа. Сега доаѓаме кај друг дел што исто така знам дека е најчесто прашање, а мислам дека ти си совршена да го прашам ова, тоа како некој фриленсер да си ја постави својата цена. Да, тоа е добро прашање и многу од нас страдаме, дури и самите фирми страдаат како да си ги постават своите цени. Ако не правиш доволно маркет research и ако не знаеш компетиторот што прави или другиот фриленсер што Да. прави, многу е тешко да си ја препознаеш цената. Но исто така тука имаме и еден гап помеѓу силна цена и слаба цена, бидејќи фриленсерите кои можат да дојдат во момент да се преценат, не си го прецениле своето искуство, тука доаѓа до некоја ароганција и фриленсерите посебно од Балканот не работат за ниски цени кои што ги нудат клиентите. Но Македонија не е доволно развиена, еве ќе споменам, не е доволно развиена и конкретно клиентите од САД немаат толку доверба на македонските фриленсери, бидејќи ни payment системи нема толку добро изградено и кога ќе видат дека некој фриленсер има силна цена, тие ќе го исконтактираат и ќе му понудат некоја пониска цена и веќе тука фриленсерот ако не ја препознае таа некоја разлика, настанува некоја ароганција и одбивност од страна на фриленсерот и не сака да работи. Така да преценувањето е многу често и го гледам многу најчесто. Самата цена за да си ја изградиш
ќе ga процениш со тоа какви клиенти имаш. А ако си работел со некој клиент каде што имаш не само пофолни зборови, имаш бонуси, сака да работи со тебе постојано, ти си добар фриленсер, Да. можеби не си најдобар, но си добар и веќе цената тука можеш да ја промениш. Но ако да речеме во real estate сега моментално се бараат фриленсери за изработка на вебсайт, а real estate во Америка моментално е во голем пад, Да. клиентот ќе нуди многу пониска цена. Сега тоа не значи дека можеби си ти најдобар фриленсер, но моментално индустријата не е добра. Мора да има баланс. Така да секаде ќе има баланс и се надевам дека сите ова ќе го земат како добар совет, дека цената секогаш не го диригира тоа твоето знаење. Индустријата многу важи, дали е сега горе или е доле. Ова е многу различна перспектива што имаме до сега вака добиено за ова прашање како одговор и дефинитивно е многу корисно. Како што спомна пред малце дека пример еве во Америка не ги ценат до толку фриленсерите на Балканот, еве во Македонија. Кажи ни, дали има каква е споредбата помеѓу фриленсерот од Македонија и фриленсерот од Америка? Огромна споредбата. Бидејќи прво англискиот не е прв јазик во Да. Македонија, многу нормално. Второ, многу сме скептични на учење на јазици. Во школството, барем јас додека бев во моите школски денови, не се промовираа јазиците. Сега би сакала да е малце сменато, така да разликата помеѓу македонец фриленсер и американец фриленсер е многу различна, бидејќи американците ја имаат таа самодоверба, тие се веќе американци, го зборуваат англискиот јазик, го знаат маркетот, ја знаат индустријата, ги знаат сите форми, план А, план Б, додека во Македонија ние не сме запознаени со индустријата. Многу работи ни се недостапни, дури и на Google кога пребаруваме, многу работи се недостапни. Да. Македонецот не може да научи се за една индустрија, така да непознавањето на одредени термини, непознавањето на одредени вештини е најголемата разлика. И културната разлика, тоа е нешто што доаѓа само по себе. Американците се многу помеки луѓе и понавредливи отколку македонците. Ние сме многу поскептични, навикнати на tough life, Да. знаеме да дадеме некој attitude, некоја самоодбрана кога не треба, додека американците почитуваат насмевка, разговор, сакаат да бидат на време, иако не секогаш може да бидат спремни да дадат се на време, но се трудат да искомуницираат на време. Така да многу голема е разликата. Од сите вака држави моментално кај што Skillspotters има фриленсери, од каде мислиш дека се најангажирани, најбрзо функционираат? Еве, ова ќе звучи грубо како што ќе го кажам, ама се најдобри или највеќе даваат сами од себе. Да. Секој регион си носи своји убавини и неубавини. Јас ќе ги споменам луѓето од Филипините, фриленсерите и ремот Секако. работниците. Тие беа најпрвите што дојдоа до ваква ремот работа, до фриленсерство. Од која причина? Од причина што таму нема друго што да се работи, многу се ниски платите. Да. И тука би напоменала дека фриленсерите најчесто се вработени за тоа што нудат многу пониски цени од да ги вработиш од самата своја држава. Не дека не се толку искусни, но сепак мора да ја знаеме таа разлика во цената, бидејќи стартап во Америка исто така нема толку средства и бара луѓе од различно место за да Да. ги вработи за малку пониска цена, за да може да се развие таа фирма. И азиците го препознаваат тоа. Луѓе од Филипините препознаваат кога некоја фирма е во стартап и кога му треба добар работник. Тие се вметнуваат во таа фирма, го даваат своето се од себе, најдоброто од себе, и таа фирма кога ќе премине во сериозен бизнис, тие ги задржуваат своите работници, своите фриленсери од Филипините. И тука Филипините се во сама предпозиција да бидат најдобри, бидејќи на почетокот биле многу помалку платени, сега тој бизнис многу успеал, клиентите ги вработиле за full time и сега земаат многу поголема плата.
азијците се спремни да дадат се од себе со јазикот, со времето. Исто така и кај нив има многу маани би рекла, бидејќи се срамежливи, не сакаат да бидат пред камера. Така да ако ние нешто на Балканот сме можеби плюс од нив, се тоа што не се плашиме од да бидеме тука на камера за некој. А, многу интересно што кажа дека еве со стартапите дека ги вработуваат после тоа како стални клиенти. Мене ми е прашањето какви најчесто на SkillsSpotters, какви ви се клиентите што бараат фриленсери, дали се стартапи, дали се некои поголеми компании или па се некои индивидуалци што се Да. Би била многу скептична да кажам дека само се стартапи или луѓе што бараат да те платат пониско. Не е тоа така. Многу добро сме запознаени дека сега се раѓаат нови други платформи што бараат само ремоут работници. Еве ќе ги споменам deal.com. Тие нудат работници од секаде. Со тоа што откако тие почнаа, малку маркетот во Англија и во Америка почна да заздравува, ремоут работата е во плюс, така да фирми што се веќе изградени, што имаат над 500 вработени, над 2000, се најавуваат на платформата и го истражуваат маркетот. Можеби сега се во истражувачка форма, но дефинитивно легално многу е сега достапно и легално да вработиш некој кој што не е од твојата земја и секоја земја различно си ги даночи нели вработените, но сепак можеш да отвориш локација и да пораснеш на друго место. Така да имаме доста клиенти што се од Америка и што се над 2000 со над од 2000 вработени, отвараат локации, дали е во Србија, дали е во Македонија, и може да те вработат да си работиш од дома, без разлика што тие имаат локација во Србија, ти си работиш од дома, но ако си од Србија, си примаш српска плата, српско осигурување, но збориме за повисока српска плата, да речеме. Тоа е добро бидејќи глобалните големите фирми не се веќе плашливи во тоа дали да вработат во нека друга земја, дали да пораснат, дали да прават експлоринг на нов маркет, така да има и големи фирми. Најчести се стартапите и малите фирми, бидејќи тие имаат најмногу побарувачка да побрзат и да пораснат. И затоа бараат таков вид на работници, но да имаме во обзир дека тие прераснуваат во зрели бизниси за многу брзо време, бидејќи во денешно време се е ремоут и e-commerce бизнисот сега е многу профитабилен, што овие компании се скоро сите e-commerce и сите отвараат селс тимови во една држава, во друга држава. Така да компанија од секој сајз може да се најде. Имам интересно прашање сега, ме интересира дали памтиш, еве спомна дека во твојата работа во Америка за рекрутинг која си работела, први фриленсери што си ги работела биле тројца дечки од Филипините. Кажи ми дали памтиш кои биле први фриленсери и клиент што си ги споила на SkillsSpotters? Па, паметам, да. Исто така беа од Азија. Бидејќи тие се многу фини и многу добри, ако им пишеш ти враќаат одма, ако се конектираш со нив на LinkedIn, веднаш те прифаќаат и веднаш ти праќаат порака. Така да првата вработена фриленсерка што беше во real estate индустријата, тогаш имаше и доста пад на таа индустрија, баш во тоа време таа бараше работа и ми баш пиша директно мене. Се конектиравме на SkillsSpotters и јас бидејќи бев првиот рекрутер, одлучив да ги смогнам сите сили да ја најдам некаде работа во real estate индустријата. Баш се вработи после 2 дена од незиното интервју, бидејќи ги имаше своите скилс и бидејќи директно ме исконтактира. Сега не зборувам дека сите треба директно да се исконтактираме, но тоа е тоа што те прави поразличен од другите. Што пушташ порака персонализирана, не е AI, не е роботска, не звучи како ароганција, фалење. Тоа еден мал чекор секогаш фали од
од душа да се осети дека стварно го барам ова или го сакам ова јас да го правам, не да е повеќе колку само заради реда направено. Па ајде ChatGPT нека ме напише порака. Се гледа тој момент на човечност кај луѓето, а и не си прва што се го спомнало ова на самиве подкасти на епизодиве. Тоа многу ми е интересно како некои работи дефинитивно се повторуваат до сега кој што слушав, ама се стварно клучни моменти за некој да успее како фриленсер и се надевам дека сите што ги гледате епизодите дека стварно овие совети си ги сваќаат при срце. Да, можеме да пораснеме. Треба како нација, како регион треба да си ги повторуваме овие работи, да бидат повеќе достапни и не само да дојдеме и да кажеме треба да бидеш подостапен или поупорен, треба да ги вежбаме сами меѓу себе тие работи. Слободно некој нека ми пише, ќе му пратам 5 пораки најдобри од фриленсерите, што ми мене пишеле, ќе му ги пратам, па тие нека ги користат. Само мора да биде персонализирано, мора да напредуваме. И сакам да напоменам дека не сите секогаш се знаеме. Така да никој никого не го држи за една точка или за еден збор. Ако се представиш е многу голем плюс и ако си кажеш дали знаеш нешто или не знаеш, дури ако си признаеш дека не знаеш нешто, но би го научил, е многу голем плюс. Драго доколку Пауза. Време за кафе. апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Мислам дека можеме сега да преминеме на прашање што верувам дека сите многу ќе ги интересира, дека моментално главна платформа за фриленсери е Upwork, ама таму пазарот е преполн. Преполн е со фриленсери и да, таму се плаќа оствари за да можеш да аплицираш на некоја работна позиција се. Дали можеме да направиме на кратка споредба помеѓу SkillsSpotters и Upwork? Кои се разликите, кои се придобивките ствари што ги добиваат преку SkillsSpotters? Да. Upwork е една одлична платформа. Беше одлична платформа на самите почетоци. Нормално, како секоја фирма што сака да расте и да биде билионска во сфера на дата база, таа е билионска. Нормално дека ќе има своји недостатоци. Недостатоците кои што ги гледам можеби на SkillsSpotters е што има многу помалце фриленсери отколку на Upwork. Но тоа не е и така недостаток, зашто секој зрел клиент што бара стварно работник, оди во помали дата база, ќе дојде во SkillsSpotters и веднаш ќе си го најде својот фриленсер, ремоут работник. Upwork прерасна во едно катче на фриленсери кои што не се компетентни за тоа што го нудат. Нудат од $2 до $10 до $50 на саат работа, но не знаеш дали се вистински, дали не се вистински. За да дојдеш до најдобриот фриленсер, ти треба да скролаш по страни и страни и тие се автоматизирани. На Upwork нема рекрутери кои ги следат тие профили, кај нас има рекрутери кои го следат твојот профил. Ако твојот профил не е активен, ние те побаруваме со приватна порака и те прашуваме дали си пасивен кандидат или си активен. Ако си пасивен, окей, те оставаме на платформата, но мораш да си пишеш во самиот бајо дека не бараш работа, дека тука си само да разгледувам. Само разгледувам, шопинг. Тука сум, сега имам клиенти, преполн сум со клиенти, не работам. Така да твојот профил стои, но ако твојот профил не е довршен и фалат многу работи и ние мислиме дека не си ти компатибилен за да бидеш на платформата, ние исто така ќе испратиме порака за да ти помогнеме, дали сакаш да си поврзеш некој твое портфолио, дали сакаш да научиш нешто ново. И ако имаш празен профил, ние го бришеме профилот, те советуваме претходно да си го поправиш профилот, така да кај нас нема обрт на лажни профили, нема обрат на многу профили, и сакаме и да нема, затоа сакаме да нема автоматизација, туку да се вработуваат. И еве една тоа и друга можност, што повеќе HR, што повеќе рекрутери вработуваме ние, толку подобро станува и платформата, повеќе место за рекрутери во нашата фирма и повеќе место за
квалитетни фриленсери во платформата. Така да мала и голема платформа не можеме да ја споредиме, Да, но можеме да дефинитивно. кажеме дека малите платформи, ако се тука да останат само мали, е многу добро, бидејќи морат секоја индустрија да си го пази своето место. Не можеме да бидеме во секоја индустрија, затоа Upwork, бидејќи е во секоја индустрија и паѓа на тоа ниво, паѓа во автоматизација, не можат да достигнат со проверување на профили, и е oversaturated. Да. Ама исто така, пример може да кажеш дека SkillsSpotters, гледајќи во од моја перспектива, има поквалитетни не само што ве си спомне фриленсери, дека вие рачно ги прегледувате сите профили, дека не може некој да си направи празен профил или фейк профил. Исто така има и поквалитетни клиенти. Бидејќи не секој може да отиде да си направи платформа како клиент и да си бара работа за нешто мало ситно или па некој си како фейк клиент за да помогне за некој друг да порасне фриленсер, кој што знаеме на Upwork дека може да се случува. Да. Нема такви шеми, бидејќи ние се поврзуваме со клиентите, дали јас, дали рекрутерот, дали селс личноста, ние се поврзуваме директно со клиентите и самите клиенти не најмуваат нас да вработуваме за нив. Има еден пакет што е рекрутерски пакет. Големите клиенти доаѓаат и ни велат, ние немаме време да креираме профили, немаме време да скроламе ни страници, ве молам најдете ни работник што ни одговара на нашата моментална позиција. И токму тука се појавува тоа каде што ние ги бараме работниците. И тука се квалитетните клиенти што тие директно нас не побаруваат да им побараме тоа што на нив им треба. Приинтересно, како што спомна се ова, али што прави еден фриленсер квалитетен? Кои способности ствари треба да ги има еден добар фриленсер денес? Да ја познава својата индустрија. Ако работиш, пак ќе го спомнам real estate за недвижности, ако си еден виртуелен асистент таму, мора да имаш нешто што се издвојуваш. Веќе има премногу фриленсери, виртуелни асистенти кои ја работат истата работа. Така да ако имаш soft и hard skills, американскиот пазар бара skills-based hiring, така да ги гледа твоите skills. Првично што треба да имаш skills, да имаш вештини. Потоа да имаш soft skills за да си ги представиш своите hard skills на убав начин. Така да треба да бидеш еден убав пакет. Има многу голема конкуренција, така да треба сите да внимаваме како се презентираме. Покрај, извини што те прекинувам, ама како може да привлечат внимание? Дали на SkillsSpotters, дали обично покрај таа персонализирана порака или некој таков виден представување, некој друг совет за како да привлечат внимание фриленсерите од клиентите? Да. Треба да бидат уникатни на свој начин. Сега можеби не може да бидат уникатни на не знам колку добар начин, но ако ја добро работа таа индустрија, многу тешко да најдеш работа ако знаеш се, од се помалку и на крај не знаеш ништо. Значи ако си ја познаваш индустријата, треба со свениот профил да си го направиш да ти изгледа така што клиентот ќе знае дека ти можеш да ја завршиш за него работата. Така да препознај ги недостатоците кои што ги има самиот клиент и зошто бара тој работник. Ако тој бара некој работник да му заврши одредена работа, ти треба да го препознаеш тоа пред време и да го спакуваш во една добра норма и да му го понудиш. Еве, јас го знам тоа, за ти тоа што го бараш. Така да мора да ги имаш тие вештини за да привлечеш внимание. Исто така да стоиш отворен иако не си заинтересиран да работиш со тој клиент, да стоиш отворен и да му препорачаш некој друг фриленсер. Да, секогаш да сме тука за заедницата. Тоа ми е многу сладок одговор на крај. Секогаш да сме тука едни на други да си помогнеме. Мислам, тоа ќе се препознае и и клиентот ќе го препознае тој момент од човечност и од добрина што ти си нашол некој и чекај, може ја не одговарам за тебе, ама имам еден друг што знам,
што дефинитивно е за оваа работа. Да. И такви моменти за враќање назад кон сите фриленцери и креирање на една убава заедница е тоа што највеќе целиме и сакаме да создадеме. Точно, да. И мора да се напомене дека има клиенти што не знаат точно што бараат. Ти Да. ако си UX, UI дизајнер, а клиентот ти бара нешто и ти не го разбираш што точно ти бара, значи самиот клиент не знае што точно бара. И тука настанува еден немир помеѓу тие двајца и може дури нема да се исплати самата работа на крај. Ни за едната, ни за другата страна. Така да мора да бидеме сигурни. Ако си ја добро знаеме професијата, ќе го запрашаме клиентот со прашање, а што точно, а што како, за самиот клиент да знае дали си ти за него и ти да се почувствуваш дека ти си за него. Дали знаеш дали се случило некои вакви ситуации помеѓу некоја поврзаност помеѓу фриленцер и клиент на SkillSpotters? Мислам некој фриленцер да има малце по-проблематичен клиент, да се каже, или некој што не се поврзале толку многу добро. Да. Ако не направиме истражување, дефинитивно ќе се поврзаме со некој клиент што не го разбираме и не Да. сакаме да работиме. Да, има случаеви, SkillSpotters не одговара за тие работи, но е тука да те посоветува како понатаму, например. Имаше доста фриленсери што бараа само личен совет како да се отргне од клиентот, бидејќи клиентот е многу како микроменеджер, го бара на секоја секунда, временската зона е различна. Тука е тој совет дека треба сами да истражуваме, треба сами да поставуваме граници. И како да се отргне клиент ако вака е со проблем, фриленцер ако е со проблематичен клиент? Мора да има јасна комуникација. Значи, ако сте се согласиле на почетокот да си пишувате преку емаил или преку нешто, мора да му напишете порака, да го потсетите клиентот дека дедлајнот за проектот е тогаш и тогаш. Ако работите на проект, мора да ги потсетите за дедлајн, за документите што не се доставени или за работите што се надвор од тоа што ви го побарале, мора да бидете прецизни. Што попрецизни сте, толку другата страна ќе има многу повеќе разбирање дека вие знаете што правите, а не сте тука само за да колку заплата или не сте тука само за тој да ве померува од едно на друго место и на крај да не ве исплати. Така да, ако ги имате самите први знаци на клиентот го нема, не ви дава нешто, вие треба да завршите нешто, а тој не ви го дава на време, треба да испратите една порака што јасна, што е многу мила порака, да не е агресивна, за да си ги побарате тие работи и да дадете некој heads up. Јас работам со други клиенти, имам дедлајн, така да ако пресакате да ја престанеме со работката, сум отворени за тоа. Бидејќи некогаш е подобро да престанете со работка на средина и да добиете барем некоја исплата до тогаш, отколку да чекате до крај. Како се снаѓаш ти во ситуации на burnout или на преработување? Сега првично те прашам за општо за фриленцерите како да се снајдат во тоа, но гледајќи дека и ти, како што кажа, работиш 16 сати во денот, во 2 временски зони, ти првично, ти како се снаѓаш у тој момент да не изгубиш мотивација за се ова што го правиш? Burnout е интересно прашање. Во моментот кога ќе се осетиш дека бараш на Google how to deal with burnout, треба да си свесен дека тоа е првата фаза, дека ти треба еден ден да одиш некаде на зелено или да одиш да изгледаш нека документарна серија што е многу поспора и не захтева размислување, не захтева стресови. Така да ако се осетиш дека има burnout, нема да ја завршиш работата. Исто е така и со мултитаскинг. И burnout, ако правиш мултитаскинг, ти си веќе burnt out. Бидејќи мозокот не може да се фокусира. Да, може да се фокусира, но потоа следат тие последици. Така да мојот burnout е голем и штом ќе го осетам дека доаѓа, ме успорува, ми бара шеќер или ми бара телото нешто, јас веднаш знам да речам ова е посилно од мене и дури и пари да се во прашање, јас земам слободен ден
за да не правам ништо или си го работам моето хоби. Да. И хобито те отргнува од другата. Што ти е тебе хоби? Моето хоби е пишување и креирање на многу глупави работи. Глупави работи во смисла ќе земам некој проект на некого му е роден ден и јас ќе правам цвеќе од хартија. Може би нема да испадне тоа на крај како што треба, но јас најдов причина да се усовршам во нешто што ми е Тоа интересно. не се глупави работи, тоа е пресладко. Да, на крајот излегува пресладко бидејќи ми ја кажуваш приказната, ти беше роден ден, а јас бев burned out, ми требаше некој простор, сакав да ти направам изненадување, не излезе можеби како што треба и веќе станува се сладко. Персонализирани поклони да. се најбаво нешто посебно денеска. Точно. Потрошам време Да. за на луѓе да им бирам така поклони што се од мене измислени. И тоа е моето хоби и пишувам. Така да јас порано пишував проза и поезија, а сега пишувам проза во селс. Така да ако сакам на некој клиент на некој многу интересен начин да му пишам, да му достапам за да дојде да работи со нас, јас му пишувам мој вид на проза. Не е тоа нешто така романтично и убаво, но е сепак во стилот на пишување. Ете уште интересна тактика за како до некој клиент или до нешто да се прииде. На некој поинтересен начин можеби да се најде нова комуникација, не мора да се толку персонализирано, може да е нешто вака интересно. Да, треба да го препознаеме нашиот соговорник. Значи, ако мојот клиент е во компанија со 5000 вработени, јас не можам да му пишам на него здраво како си, имаш ли време. Секако дека тој нема дефинитивно. време и нема да ти врати. Но ако го истражам во која индустрија е, што бара, каде работи, можеби колку е интелигентен, колку јас сум компетентна за да имам разговор со тој човек. Ако јас се чувствувам дека не сум компетентна, јас не му пристапувам на клиентот директно, му пристапувам на неговиот асистент. Така да, и тоа се некој типс and tricks што за секој фриленсер, бидејќи јас сум на некој начин била фриленсер, не директно, но индиректно. Не, главниот момент е да се истражи пазарот, кој што кажа, се истражат луѓето. Секогаш е битен тој екстра чекор луѓе да го направат. 5 до 10 минути работа е да отвориш на LinkedIn, денеска се е достапно. Кој работи, кој пример е како што кажа, ако он знаеш дека е презафатен, ќе го контактираш асистентот. Многу лесно, само треба да си има желбата да се направи тоа и да се истражи индустријата. Кои работни позиции сметаш дека следнив период вака ќе бидат најбарани или па најплатени? Многу опширно прашање, бидејќи многу позиции ќе бидат барани, а да не се повторувам, сите кажаа дека AI ќе биде најбарана позиција. Јас ќе дадам чист пример дека еве, јас сум женско, ти си женско, сите имаме убави коси, но користиме шампони со силикони, шампони со сулфати, што не се добри. Сега индустријата се смени скроз на природно. Така да алтернативна медицина, секој што разбира алтернативна медицина, што може да пишува блог постови за нови рецепти, за нешто ново, се враќа. Ако се сеќаваш, не знам, во 2012 беше многу популарно да работиш на некој странски блог и да пишуваш некои глупави, така лесни статии, рецепти за нешто, за нешто во стил на health. BuzzFeed што беше некој такви. Да, или wellness или нешто. Така да доаѓа таа индустрија, така да ако можеш да напишеш блог и си искусен во тоа што како да исечеш кромет и да го ставиш на пета, на нозе, на мало детенце за да излечиш температура, многу попрост пример, но многу корисен за сите што разбираат алтернативна медицина, сите што се занимаваат со тоа. Така да сите индустрии што се сега презаситени, фармацевтите, медицинската индустрија, се што е презаситено сега ќе се обрне на друг начин и се ќе почне природно. Така да природните шампони, ако можеш да пишуваш, да бидеш едитор, веб девелоперите ќе имат нова работа, ќе се прават нови веб страници со поприроден изглед, со поприродни бои,
Ки ги нема веќе тие брзи анимации, ќе се смени тотално индустријата, бидејќи гледам дека тоа го барат клиентите директно. И e-commerce е нешто што е многу популарно и e-commerce во секоја држава ќе сака Амазон да дојде во некоја мал регион, Да, ќе треба research, аналисти, се што е со research skills, ама во специфична индустрија, може да се побара, дури ChatGPT може да помогне во тоа кои се моментално популарни индустрии. Кажи ми како да направам upskill во таа индустрија, научи се за таа индустрија и ќе бидеш многу добар research analyst. кажи ми кои вака најчесто кариери се бараат на SkillSpotters? Збориме какви фриленсери најчесто бараат во кој сектор, во кој дел, дали е во IT, дали е во маркетинг, дали е во ресерчеве, како што кажа сега. Да. Највеќе сега се склони клиентите да бараат full-time freelancers, Мгм. не само за проекти, туку за долгорочно да останат во нивната компанија. Можеби не 3-4 години, но 1 година сигурно. Значи бараат full-time фриленсери, кои што се буквално од сите сфери, не можеме да ги издвоиме. Маркетинг секогаш е бил тука и секогаш ќе биде. E-commerce е секогаш тука. Sales developers, се што е поврзано во sales, сега е многу популарно, така да ако си некој што работи software developer, но си во одредена индустрија и гледаш дека паѓа индустријата таму, може Да. да се префрлиш во sales индустријата, бидејќи sales е нешто што е поврзано со маркетинг, нешто што е многу тесно поврзано со многу индустрии и секаде може да Да. се работи. Кои индустрии вака еве да ги гледаш дека ќе се во пад следниот период, мислам, допре малце зборевме за кои се во подем и кои изгледа дека ќе бидат најдобро платени, кои индустрии ги сметаш дека вака ќе се во пад, посебно еве као за програмери што пазарот и кај нив е преполн и денеска е преполн пазарот за програмери и многу тешко кај нив да се најде работа. Кои се некои индустрии што сметаш дека треба луѓето да пазат, да видат пред да влезат од нив? Да. Премногу академии се отворија низ светот за UX, UI дизајн, за software developers, IT, така Да. да IT моментално е во некоја мини криза, бидејќи дојде вештачката интелигенција, но ова е криза за да стане малку подобро. И сега ќе види таа индустрија, IT индустријата ќе види малку криза, но ќе треба да се стрпат. Не велам дека не треба да одат да се запишуваат на академии за да специализираат во IT, туку дека ќе има спор раст. Бидејќи ќе се прави некоја измена, вештачката интелигенција ќе има потреба од девелопери, од инженери кои што ја разбираат, ја разбрале науката на вештачката интелигенција и ќе можат да ја следат, така да ќе се вработуваат луѓе што ја знаат вештачката интелигенција, за да може да ја применат во нивната работа. Нема да се види некој огромен пад, но сепак ќе се види пад кај тие што тек почнуваат. Ако се почетници во тие сфери во IT индустријата, ќе видат голем пад. Но може да го искористат тој пад за да се едуцираат во малку поинакви индустрии и кога ќе започне она многу јако вработување, стално вработување, тогаш ќе бидат спремни за тој маркет. Баш добро кажано. Али моментално на платформата како стоите, еве груба бројка како колку фриленсери има на платформата, колку клиенти има на платформата, да, нормално е помала во споредба со Upwork, али како стои моменталната ситуација? Да, ние на SkillsSpotters имаме две датабази. Едната датабаза е за клиентите што бараат работа преку работни огласи. Ги се објават работен оглас и таму се бројат околу 5000 фриленсери што се од различни држави, но се екстремно проверени профили. Затоа 5000 е суштински мала бројка, но се квалитетни. Другата датабаза нас ни брои премногу фриленсери, премногу вработени, но таа датабаза
е наша приватна за VIP клиентите кои доаѓаат и сакаат ние сами да ги поврземе со некој вработен, каде што ние му правиме интервју. Таа нема бројка датабаза и секој ден се полни, бидејќи ние цело време мора да Да. бидеме во контакт, но не ги објавуваме тие профили на SkillSpotters, бидејќи можеби тие работници веќе имат друга работа, но Мгм. се во план да бараат во иднина и така ние им нудиме по дискреција, им нудиме поперсонализирана работна понуда, каде што ние им бараме работа и бројката е голема и сами си одлучуваме, нели? Сами си одлучуваме кој каде ќе се вработи и како ќе се вработи, но дефинитивно растеме. Како што спомна, SkillSpotters е платформа за поискусни фриленсери кои веќе се влезени во тие води, веќе имале своји проекти, своји клиенти пред тоа, али како може да пробијат сега што се почетници фриленсери? Пример, некој свежо од средна школа излезен, почнал со факултет, сака нешто да работи на страна или па не мора ни да почне со факултет, сака со фрилансерство да тера понатака. Да. Вештини, вештини и вештини. Мора да согледаат, да најдат некој идол. А сега идоли многу е лесно да се најдат. Некои ментори, идоли. Ако видиш некој дека работи работа што тебе те интересира, но да одиш и да го прашаш, да му украдеш малку од времето свое, исто така и да присуствуваш на сите настани што се прават. Се надевам дека во Македонија ќе почнат и многу повеќе да се прават за сите што се средношколци, да се едуцираат на тоа малку, каде се стекнува вештини, како, која работа е за мене, која не е за мене, да учат јазици, првенствено, еве ќе надополнам дека од јазици англискиот, шпанскиот и рускиот се многу барани и германскиот и тоа е нешто што ќе се зацврстува во иднина. Многу работни позиции се отвараат ако си двојазичен, ако знаеш и македонски и шпански, ти веќе си просперирал во многу клиенти. Некој клиент сака да работиш со селс од Шпанија, ти не мора перфектно да го Да. знаеш јазикот, но ако си удобен да збориш, комфортен со луѓе од други сфери, тогаш си во плюс. Така да за сите што се средношколци или почнуваат во ремоут работата, би советувала јазици, да одат на настани, многу што се и за предприемништво, бидејќи се многу тесно поврзани со фриленсерство, да ги учат законите во државите, да ја учат меѓуетничка динамика, карактеристики на индустриите, да се едуцираат во таа насок. Ми се свија многу ова што го кажа. Првично дека ние као организација Стартап Клуб Скопје, тука сме во главно покрај за стартапите и за фриленсерите. Нудиме многу настани, првично фриленсерска дружба, подкастов моментално што го имаме, беше настан што се организираше првично во Среќа бар, па после тоа премина во просториите на Стартап Клуб Скопје од кога ги отворивме и сега решивме да го преминеме во цел подкаст за да е достапен за сите. Но покрај фриленсерските дружби што сме ги имале, правиме многу настани од coworking и networking, каде што ги спојуваме да се запознаат. Би ги сметаме мана, плюс е тоа што работат луѓето од дома, но е мана бидејќи немаш многу контакти, не се запознаваш, не се дружиш со истомисленици и затоа тука ние сме да ги правиме тие настани, каде што од 12 до 5 часот си доаѓаат, си работат што имаат прашање негде ќе заглават, имаат човек до нив кој што може да го прашаат, не мора само ChatGPT. И после тоа имаме неформален дел на нетворкинг кај што се запознаваат. Но предпоследниот coworking нетворкинг, баш на тој дел за вмрежување и за запознавање, ни дојдоа 4 средношколци само за тој дел, бидејќи сакаат да се заинтересираат во овој свет и во вас, ова се што правиме тука покрај со фриленсерството и со стартапите. Моментално ни се на нас и волонтери и некако ги уходуваме во цел овој свет, али исто така ти ми спомна многу интересно нешто, дека покрај се што правиш за заедницата за фриленсери со SkillSpotters, ти на страна одиш и држиш обуки за фриленсерство, за предприемништво во средни школа. Кажи ми повеќе за тоа искуство и за како се тоа излезе. Да.
бидејќи за да стекнеме нови вештини, ни треба некој да ни е ментор, како што кажав. Така да јас се ставив во една позиција, се потсетив на моите средношколски денови, дека немаше кој да ти објасни, да те упати каде да прочиташ нешто и каде да дознаеш повеќе за што да правиш после средно. Јас организирам бесплатни настани, одам по училишта, секој кој што е отворен за да слушне повеќе за како до нови вештини, како до интернационално CV, како да се ги подобриме начинот на кој комуницираме, како да се запознаеме со различни луѓе од различни групи, како се гради мал бизнис, што е бизнис, што е фриленсерство, зошто и за кого е, не е за секого. Па откриваме за кого е, дали има ти некои вештини, како да си го откриеш талентот свој, дали имаш нека одредена вештина што ти е дадена, но ти е запоставена и што после средно. Што постои, каква можност постои, дали треба факултет, дали треба академија, дали може и двете, дали можеш да заработуваш. Исто така правам на крај еден дел каде што им објаснувам што е измама, што е работна измама, што е спем, какви пораки можат да добиваат, што е кликбейт, бидејќи многу од средношколците и од помалите генерации веруваат во лесна заработка и веруваат во работа од дома со кликови. Така да дискутираме и за тие теми и се трудам со моето колку имам слободно време, каде што ќе ме повикаат во средни училишта, дури некој пати организираме настани што се надвор од училиштата, на свој трошок се организираме, повикуваме професори, повикуваме фриленсери каде што можат да им покажат од свое искуство како тие што да прават после средно и што после со себе. Ова е предобро нешто што правиш. Мислам, еве се што правиш да вратиш назад кон фриленсерската заедница. Покрај што обучуваш средношколци што се во најранлива фаза, тоа е чекорот пред да се запишат на факултет. Дали ако се запишат на факултет или како што ти кажа, каде после средно, што после средно ќе се случува. Дефинитивно јас знам дека мене тоа би ми требало да се навратам назад во моите средношколски денови, затоа огромно браво за се што правиш. И посебно моментот дека стварно го правиш на свој трошок и го правиш бесплатно за сите нив. Дефинитивно, ако има некој средношколец што го гледа овие епизоди, слободно ќе ги има твоите контакти, ќе ги најдете доле во дескрипција на ово видео, покрај што и така и Skillspotters ќе биде и дефинитивно не само средношколец, сите што се заинтересирани за некакво советување, верувам дека Соработка. или за соработка за се, верувам дека тука е Билјана Завистојна за располагање. Кажи ми вака, еве дека се приближуваме до крајот на епизодата. Кои се некои главни go-to совети за фриленсери што дефинитивно треба да ги имаат на ум? Дали се почетници, дали се веќе со години, нешто што дефинитивно треба да им се каже или па да се потсетат само на тој момент? Да. Јас би рекла менувајте и бидете отворени на нови работи, бидејќи се менја, толку индустрии се сменија од почеток до крај, секој треба да има план А и план Б. Никогаш не останувајте само на едно знаење. Не мора да значи дека вие треба да идете да плаќате скапи академии за да останете во текст со знаењето или со некоја индустрија. Тука YouTube, тука се сите тие подкасти. Има бесплатни платформи што може да се користат онлайн, например као Udemy. Да, точно. Со ChatGPT лесно, само ќе прашаш и многу лесно ќе те навлече како да го направиш и баш степ бај степ. Да не бидат плашливи, бидејќи и нештото ако звучи бесплатно, некогаш звучи too good to be true, но не е така. Може би сте биле на некој вебинар што е 2 сати долг и сте се почувствувале досадно, но после 2 години ќе ви се наврати тоа дека некој елемент сте слушнале таму, а не било од вашата индустрија. И вие веднаш се чувствувате како самодоверба дека вие некогаш сте слушнале за тоа и одите дома го истражувате. Така да сите фриленсери да имаат повеќе самодоверба во учење, изразување, нови јазици, нови култури, бидејќи не е секоја култура иста. Да работиш за американец и за
англичанец е многу различно и самите ние треба да се едуцираме како, бидејќи тој може би те плаќа и ти го даваш проектот, но дали ќе се врати тој клиент кај тебе, бидејќи ако си имал одредено понашање или мислење кое си го изразувал, истакнувал, може би не му се допаѓа на long run, за на долги стази. Дефинитивно. Дали има нешто што ти сакаш да ги прашаш фриленцерите? Па би сакала да ги прашам каде се. Бидејќи јас ги барам на LinkedIn и тешко е да се достапи до многу фриленцери. И гледам дури кога ќе се конектирам со некои фриленцери, не се отворени за разговор. Дали не користат платформи социјални, дали ги нема, така да сакам да им препорачам да не се плашаат да враќаат на пораки и да враќаат на connection requests, бидејќи стварно има добри луѓе што сакаат да им помогнат. Би ги повикала да се запознаеме, да ме исконтактираат или да си направат профил, да побараат помош за некој подобар профил или за било што, за да можеме да ја пораснеме мрежата, бидејќи јас потекнувам од Македонија, доаѓам од Македонија и би сакала многу македонци да има на платформата и да бидат успешни, дали е за full time работа или за part time. Многу добро го кажува, посебно бидејќи се поретко приметувам фриленцерите дека си се промовираат на свој начини или па на LinkedIn не им стои дека се фриленцери, конкретно ако збориме за LinkedIn. Многу повеќе го кријат тој дел и дефинитивно сметам дека треба да го истакнат. Тоа е нешто што стварно е преубаво дека денеска го работат или па има пробуваат да им биде full time job. Како што ти кажа, има луѓе тука што се спремни да им помогнат, само треба да покажат дека они се спремни да ја примат таа помош. Точно, треба да бидат отворени за некој друг да биде отворен со нив. Така да креирање на профили на колку можно повеќе страници е многу добро, бидејќи јас ако сакам да соработам со Бисера, пред да соработувам со тебе, јас би пишала на Google Бисера и со презиме, за да видам каде се ќе излезеш. И ако имаш профили на многу страници, тоа е многу добар знак. Значи ти вклучуваш од своето време за да си направиш профил, за да се промовираш, значи ти имаш самодоверба, си некој што не се крие, а легално е да се биде фриленсер. Дали, без разлика во земјата како е третирано фриленсерството, тоа е друга тема, но е легално да бидеш фриленсер и е многу убаво чувството кога некој фриленсер ќе види друг фриленсер и треба да учиме заедно еден од друг. Тука сме за да изградиме мрежа, да изградиме заедница, за да има конекција, да има дружба, бидејќи комфортот е дека си работиш сам и дефинитивно е по интровертна работа, фриленсерството, али секогаш е потребно human connection и дружба и затоа сме тука како заедница Стартап Клуб Скопје, помогнеме покрај што ги имаме разнобројните настани организирани и за вештини градење и за запознавање на фриленсери, имаме и coworking space од ProCredit банка, Hiveroom, кој е тука за да собере неколку фриленсери, бесплатно е тотално за сите и покрај што е наменет да дојдат да си работи, да сменат просторија, е наменет исто така и да се запознаат. Нека многу интересни спојки излегли од самите простории каде што ќе си влизат да си работат и ќе мислат дека е just another day, а не се свесни дека ќе запознаат нови луѓе. Да, тоа е многу убаво што го правите и што спонзорите се тука за сите фриленсери. Јас би рекла за да можеме, бидејќи вие го тоа правите на некој начин и бесплатно, и фриленсерите можат да дојдат бесплатно да работат тука или да учат од вас или нешто да научат барем или да се запознаат со некој. Кога некој нуди нешто бесплатно, можеме да му вратиме и ние со нешто, а тоа е со тоа што да бидеме присутни. Што повеќе сме присутни еден до друг, толку многу повеќе ќе не препознаат. Ако се дружите заедно, другите држави ќе ве препознаат и ќе инвестираат во вас. Така да ги поканувам да дојдат тука на оваа дружба и ако треба уште една дружба ќе направиме. Дефинитивно. Да, многу кажано. Фала уште еднаш што ми гостуваше денеска на подкастот. Мислам дека стварно многу убаво сподели за целата твоја платформа што ја имаш
и многу ми беше драго за цел овој разговор што имавме. Ти благодарам и тебе, многу ми беше мило што можам да споделам барем малку од сето она што е за фриленсерите. И многу ми е мило, бидејќи уствари нашата конекција започна се преку оповик од партнерска организација која исто така тука ги поддржува овие подкасти од Impact Фондација Андријана што ми се јави. Затоа поздрав и до Андријана и Поздрав. фала уште еднаш што уствари контактираше и приде, бидејќи дефинитивно ова е тоа што треба да го слушнат денешните фриленсери. Да, фала многу. Се надевам дека сите ќе бидеме отворени толку за да нудиме вакви соработки. А сите вие што останавте до крај на оваа епизода, како што кажавме, сите бесплатни имате многу бесплатни можности. Користете ги. Вклучувајќи Skillspotters платформата која е тука за вас да ги најдете вашите клиенти, coworking простори, настани кај нас во Стартап клуб Скопје, се е тука за сите вас. Затоа вие едноставно што треба да направите е да започнете и да не заследите на нашите социјални мрежи на Стартап клуб Скопје, да се преплатите на нашиот YouTube канал, да кликнете звончето за да знаете кој ќе излезе следна епизода од Фриленцерска дружба или од Стартап револуција и да отидете у дескрипција и да најдете платформата Skillspotters.